Добро утро, почитувани гледачи. Ви посакувам добре дојде во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Утрово зборуваме за 3 тивки причини за болка и слабост во шаката: карпал тунел, дипитренова болест и ризартроза или артроза на зглобот на палецот. Оние кои веќе го имале овој проблем, а успеале да го решат, знаат и веројатно им препорачуваат на сите останати навреме да препознаат симптоми и навреме да побараат лекарска помош. Но оние кои можеби ги чувствуваат првичните симптоми и ќе слушнат кои се тие, се надевам дека ќе успееме да влијаеме навреме да побараат и тие лекарска помош, да направат диагноза и да го направат соодветниот третман кој што ќе ги ослободи од болката и ќе им ја врати функцијата на шаката, односно дланката. На оваа тема утрово разговараме со доктор Синоличка Чамбазова, хирург-ортопед од приватната здравствена установа Ортомедика. Добро утро, доктор Синоличка, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро и поздрав до сите гледачи на вашата емисија. Така. Многу ми е драго што повторно сме заедно, иако после подолг период повторно правиме една заедничка емисија. Имаше еден период пред 10 на 12 или 13 години кога и првпат почнавме малку повеќе да зборуваме за сите овие состојби и да им помагаме на пациентите, така, или нашите гледачи кои што го имале овој проблем. Токму така, ние утрово си евоциравме многу убави спомени. Се започна со еден национален проект, а тоа е проектот за хирургија на рака, микрохирургија. Тоа е 2012 година, кога јас заминувам на еден долг стручен престој надвор од земјава, потоа се редат мноштво престои во големи европски клиники за хирургија на рака, и од секое патување се враќав со некоја нова интересна техника, се за добробит на македонските пациенти. Така, да. Со многу успешни приказни, така, а веројатно е најголемото задоволство кога заеднички со пациентот кој што веќе го имал проблемот, го решавате и го ослободувате и ја враќате функцијата на дланката и на шаката. Па нема поголемо богатство. Секогаш ќе си кажам дека насмевката, солзите радосници, се она што ве мотивира да продолжите да чекорите по овој пат и да знаете дека мисијата која што сте одбрале во овој живот е повеќе од успешна. Така, да. Ги споменав трите за кои што поединечно ќе зборуваме и за причините и симптомите, диагнозата и третманот. Тие се најчестите, но кои се останатите, барем да ги споменеме? Би сакала пред да говориме за болестите на шаката да кажам дека шаката е на интересна регија која што нема милиметар каде што не постои некоја важна структура. Од друга страна, најатакуван дел од човечкото тело, ние правиме илјадници движења секојдневно, не сме ни свесни. Да. Често пати правиме со доминантната шака, забораваме малку да дадеме одишка на другата рака, така да оптеретувањето оди на доминантната. Тоа е претежно, нели, кај повеќе луѓе десната шака. Одбравме интересна тема за трите најчести заболувања. Впрочем, секој втор човек на планетава Земја има проблем со некоја од диагнозите во предел на шаката. Карпал тунел синдром и е водечки во светот, значи е прв на листата на заболувања во предел на шаката. 3 пати поческа женската популација, дипитренот е 10 пати поческа и машката популација, ризартрозата 6 пати почеста кај женската популација. И јас затоа често пати си милувам да кажам дека тоа се болести кои што се карактеристични за вредни луѓе, но јас велам вредни жени, затоа што овие заболувања се навистина процентуално, статистички многу повеќе застапени од мојата секојдневна пракса и може да кажам, значи од моето долгогодишно работно искуство како ортопед, хирург за рака. Навистина тоа се огромни бројки. Ние сме на мала земја, меѓутоа болестите на шаката доминираат во листата на заболувања во ортопедијата. И исто сакам да споменам дека имаме многу важни структури како што се тетивите, кои што тетивите ние ги викаме флексори или за свиткување на прстите. Тие често пати знаат да бидат воспалени и тие имаат своји фази, така да не чекаат пациентите кога ќе дојде во последниот четврти, каде што ќе дојде до закачување на може да е еден прст, два, зависно, значи, може да биде палецот, може да биде вториот, третиот, четвртиот или петиот прст. И исто така има едно заболување кое што е доста често, повторно ќе кажам, кај женската популација, а тоа е воспаление во овој дел над коренот на палецот или така познатиот декервен. Така да има една вистина, тоа е една голема група на заболувања во предел на шаката. Дел од нив
секако резултат на повторувачка механичка причина, но има заболувања кои што се како дел од примарни големи групи на болести, како секундарна причина. Така да. И секогаш велиме навремената рана диагноза или навреме одењето на лекар, така, на ортопед, за да се востанови причината зошто е дојдено до ова, многу полесно ќе може да ја врати повторно функцијата на дланката, бидејќи веројатно и предпоставувам имате најразлични случаи кога и во многу задоцнета фаза, ама и тогаш наоѓате решение. За среќа, да. Сум горда и сум среќна, навистина што и најтешките стадиуми со 100% враќање во функција на шаката без болка. Инаку морам да кажам дека навистина златното правило е тоа да дојдеме и побараме навремена помош. Затоа што во раните стадиуми е многу полесно и за хирургот за рака, но и за самиот пациент. Често пати, знаете, има животни приказни доаѓаат после 8-10 години лутајќи низ здравствениот систем и тоа е на измачувачка болка, тоа е секојдневна болка, лимитирање на обврските. Знаете како без две раце, а често пати е билатерално обострано се јавуваат болестите, вие не може да функционирате. Така да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Ве поканувам, почитувани гледачи, да се вклучите во емисијата поставувајќи прашање за да го добиете советот и препораката за проблемот кој што го имате. Со доктор Синоличка Џамбазова, хирург ортопед од приватната здравствена установа Ортомедика, зборуваме за трите тивки причини за болка и слабост во шаката, карпал тунел, дипитренова болест и ризартроза, односно артроза на палецот. И ќе дадеме предност на гледачот доктор Синоличка, веќе чека на линија да го слушнеме прашањето и велиме низ прашањата на гледачите обработуваме сушности дел од темата, давајќи ја препораката. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме, во програма сте, повелете со прашањето. Вака сакам едно прашање до докторката. Имам 15 годишно дете и не може да ги витка вака прстите. Има болка кога ги витка, ама не сите, само 4. И сега сакам да знам да што е проблемот. Кефи кајнас на ортопед ми рекла дека некоја прелада било. Убаво слушнавме, треба дополнително, рековте не сите, само неколку. Добро. Впрочем, и на самиот почеток на емисијата кажавме дека нема правила кои прсти ќе бидат зафатени со одредена диагностика. Често пати зборуваме за воспаление на тетивите, на флексорите, кои што знаат и умеат да дадат таква позиција, како што кажува гледачката за својот син. Може би да станува збор, најчесто станува збор за физичка работа претходно, која што доведува до воспаление и со самото тоа до болка и принудна позиција на самите прсти. Да ја охрабриме дека навистина само со еден добро извршен клинички преглед можеме да ја поставиме диагнозата без потреба за дополнителни испитувања, така да, значи тоа ќе се постави за кратко време добра земена анамнеза и добар клинички преглед и ќе имаме диагнозата, потоа ќе нормално пристапиме кон начинот на третман. Така, да. Добро утро и за следниот гледач. Очекувано беше дека ќе има и многу гледачи за темата, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Поздрав до докторката и до вас како водител. Ви благодариме. И сакала да прашам, Судиковиот синдром, дали постои излечување конечно или само привремено намалување на болките? 3,5 години трае лекувањето без никакво подобрување. Така е, многу ми е драго што се вклучи гледачката. Работи за мојот син. Така. Често пати во секојдневната пракса навистина доаѓаат пациенти. Тоа е последица на претходна травма, некоја фрактура. Со самиот процес на лекување во грешки, во чекори секако, се јавува така наречена судекова атрофија, која што е многу болна и самите пациенти се во еден круг од кој што не можат да излезат. Меѓутоа, можам слободно да кажам дека секој пациент кој што дошол со оваа диагноза, техниката која што ја применувам, за која што ќе говориме денес, каде што не користиме ниту скалпер, значи нема нож, нема сечење, нема конци,
со успешност можеме да ја излекуваме оваа дијагноза. Така, и кај овие за кои што зборуваме доминантно, нели, посветено денеска во Токму емисијата, така, но и да. кај други состојби, Техниката така и не само во предел на раката. Ние Аха. денес говориме за најчестите заболувања Да. во предел на раката. Меѓутоа, оваа техника за среќа може да помогне во било кој дел од човечкиот организам. Ако имаме проблем, значи стопало, скочен зглоб, колено, лакт, рамо, плешки, кичма, техниката наоѓа примена и решава голем број на болести кои што се ортопедски, кои што навистина даваат болка и лимитираност во секојдневниот живот. Така да. Кога веќе зборуваме за карпал тунел, споменавте и дека е почест кај жените, доминантно присутен кај жените, болест на вредни раци или на вредни жени, тоа сум го запаметила Така и е, многу токму така. години наназад кога сте го споменале. Како првично почнува да се манифестира? Дали тие симптоми им попречуваат? Дали во тие моменти знаат да побараат помош или пак мора да помине или поминува долго време, издржувајќи и таа болка и тие Би била намалени навистина функции? среќна кога без оглед за која дијагноза станува збор, пациентот побара стручна помош во раните стадиуми и можам слободно да кажам дека токму овој тип на емисии многу допринесува да здравствената култура од ден на ден станува се повисока, да пациентите самите си ги препознаат проблемите што ги имаат пред да се упатат првенствено на кај својот матичен доктор. Сакам да споменам што всушност представува самиот карпал тунел синдром, доста популарен во светот. Ние го нарекуваме синдрома тунели карпалис, или тоа е најчестата мононевропатија или каналикуларен синдром, каде што имаме притиснат нерв, тоа е средишниот или медијанус, најголемата гранка на најголемиот нервен сплет во човечкото тело, а тоа е плексус брахиалис. Таа е навистина одговорна за тоа што е мешовита гранка, има свој сензитивен дел за допир, чувството за допир, и моторни гранки, две кои што имаат задача за мускулната сила. Па токму поради оваа сложеност на оваа градба, значи каналот се наоѓа во овој дел, каде што поминува покрај многу други структури самиот нерв. И јас некогаш вака описно велам, тоа е голем како едно пенкало. На својот пат, додека дојде нели во овој предел, каде што е тој канал, тој има задача да неговото инервационо подрачје е првиот, вториот, третиот и половина од четвртиот. И што всушност самите пациенти забележуваат, како да им лази нешто по јагодиците на прстите и знаат да кажат, леле, како некои мравки чувствуваме, како иглички, како пецкање, ама на почетокот во раните стадиуми тоа е транзиторно. Ке се појави, може да ја протресеме само раката и ќе исчезнат симптомите. Меѓутоа, како продолжува компресијата, односно овој нерв да е притиснат, така почнуваат овие симптоми да стануваат се почести и почнуваат да се јавуваат навечер. Болката, зошто токму навечер? Многу интересни студии се правени, многу убаво прашање од твоја страна. Зошто се јавува навечер? Правени се студии каде што се испитувало дека ние кога спиеме, нашиот организам е во една релаксирана состојба, па и самата рака е во една флексиона позиција. И токму заради тоа доаѓа до дополнителен притисок врз самиот канал и се совитуваат оние нокни ортози кои што ќе дадат позиција, значи правилна, за да немаме дополнителен притисок на самиот нерв и веќе ги буди од сон. Болката е многу силна. Ги буди од сон, немаат квалитетен сон, тоа е со години. Сега замислете некоја болка што вие ја трпите со години, која што не поминува, меѓутоа веќе тие самиот нерв има свој гранки. Почнува да страда моторниот дел, односно доаѓа до хипотрофија, атрофија, ние викаме пропаѓање на мускулатурата во овој дел на тенарот и почнуваат да им испаѓаат предмети од чаките. Забележуваат дека не можат најобични секојдневни работи дома, домашни да ги обавуваат, да закопчаат едно копче, да отворат една тегла, па дури изборувањето на мобилен телефон во ова модерно време. Да пресечат едно ниту парче. силата во така дланката и шаката за да го фатите. Ниту прецизноста ја имаат. И тогаш се вклучува црвеното светло и тогаш бараат стручна помош,
Но навистина апелирам да црвеното светло се вклучи уште во раните стадиуми, затоа што секогаш е многу полесно и за третман и за самиот пациент да ни дојдат во тие први 2 стадиуми, инаку има 4 стадиуми самото заболување. Да. И во секој стадиум може да се преземе нешто? Секако дека може да се преземе, но не смееме да трпиме и да оставиме чекаме до со крај. години, бидејќи нервот е најосетливата структура во целиот човечки организам. Така да. Охрабрувачки е, нели, кога ќе речеме дека решение ќе најдеме во која и да е фаза, ама индивидуално, нели, не знаеме Токму така. кај кој пациент колку и зошто Е можеме многу да интересно постигнеме. околу карпал тунел синдромот е тоа што може да биде предизвикан примарно, значи од една механичка причина која што може да е постојана. Тоа се професии одредени каде што почесто се јавува и морам на прво место да ги истакнам луѓето што работат долги часови со компјутер, тоа се информатичарите и дури во САД е призната за професионално заболување. Меѓутоа и нашите професии, значи хирургијата, стоматологијата, луѓето што работат значи во руднициве, рударите, земјоделците, жените што плетат, везат тие фини, повторувачки, неисти репетирачки движења, знаат да направат карпал тунел синдром, но има и една голема група на болести каде што се јавува како секундарна причина. Кога ќе се реши примарната причина, се повлекуваат симптомите на карпал тунел. А кај жените интересно е, поради хормоналниот дисбаланс, знае да се јави во период на бременост и на менопауза, може да помине, но може да е перзистентен, да остане после самото завршување, например, или после породувањето. Така да. Да ги слушнеме и следните двајца гледачи. Добро утро, повелете, ве слушаме. Добро утро, Добро утро. добар ден. Сакам да прашам, прво поздрав до водителката и до Ви докторката. благодариме. Благодариме. Сакам да прашам за блиска особа. Оштетена е шаката, односно артеријата, нервот на десната рака. Во почетокот не можеше да работи. Тоа се случи од кога ја бушеа вената за да видат срцето дали има запушување во артериите. Со физикална има малку подобрување, одеше на физикална терапија, ама сега пак не е добра со раката, уште е наболедување. И дали може, мислам предложено е од лекар операција, дали може нешто докторката да види, да превземи, да помогни, да дојди во Скопје? Секако. ви благодариме. Интересно прашање. Често пати доаѓаат пациентите после вакви интервенции со проблеми кои што ги опиша за своја блиска, како што разбравме станува збор. Јас советувам да се направи електромиографија или тоа е ЕМГ, испитување, каде што ќе се види состојбата на нервот. Од кога ќе го направа тоа испитување, секако ве очекувам кај нас, слободно повелете, во здравствената установа ортомедика, ќе направиме клинички преглед, ќе ги погледнеме испитувањата и ќе се договориме што е она што треба да се направи како третман за да се подобри состојбата, бидејќи како страда нервот, така страда и самата шака. Едноставно, сликовито пропаѓа функцијата на шаката, не само во поглед на мускулната сила, туку пропаѓа воопшто во поглед на допир, чувството за сензибилитет, значи се губи целата функција на нервот. Така да. Се надевам дека што побрзо така ќе секако. направат нешто за да можат да си го решат проблемот, односно да го реши господјата проблемот. Добро утро и за следниот гледач, повелете. Добро утро. Ве слушаме. Добро утро, поздрав до гостинката и до вас. Ви благодариме. Јас сум жена на 70 годишна возраст. Многу имам работено со рацеве и со ладна вода. Извинете. Може би година наназад, кога ќе ја свиткам десната рака, односно држам нож, да кажеме, сечам, лупам нешто, и се случува да ми, кога ќе треба да ги отпуштам прстиве, средниот прст не ми се отпушта, туку останува така закочен, и дури со левата рака си помагам за да го исправам, и тоа толку многу боли. Осеќам дека ќе ми се скрши прстот. И сега, пред да речам месец-два,
почна на левата рака малото прсте. Исто така зглобот. Крц, 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 крц. И ми се кочи прстот. Еднаш имав момент кога ми зимаа во 8 септември крв на левата рака и нели треба шаката да се собере. Леле, кога требаше да ја пуштам, ми се закочи. И јас со десната рака да си помогнам и лаборантката вика, ама немојте да мрдате, ќе ја скршите иглата во рака. А ја не можам да го опуштам прстот. Што може да е дошол проблемот? Ви благодарам многу. Така, ви благодариме и ние вам за јавувањето. Честа појава, доктор Синоличка. Многу честа така. појава. Многу не се убаво знае објасни кога ќе се пациентката. случи така, таквото нешто. Да, меѓутоа да кажеме дека од една страна веќе станува збор за подоснежен стадиум, а од друга страна да ја охрабриме дека со помош на техниката која што ја работам, која што не користи нож, можеме да ја решиме успешно оваа состојба. Пациентот доаѓа, значи временски е тоа од 40 на минути до 60 минути до 1 час и веќе од утредента нема болка, нема како што кажа свиткување кое што е навистина болно, особено во последниот стадиум може да дојде до трајно вклештување, свиткување, па со никаква сила да може бидејќи сам. вака сега пробуваат, Сега е така веќе трети успеваат стадиум некако. затоа, но тука сме веќе на граница со четвртиот, каде што навистина толку е силна болката што самите пациенти опишуваат дека звездите ги броиме на небото. Јас ја разбирам болката на пациентката навистина, така да советувам што поскоро да си закаже термин во ортомедика, дојдете слободно кај нас, ќе направиме преглед. Добро е тоа што нема потреба од никакви испитувања како што е ЕМГ, рентген, магнетна резонанса, туку оваа дијагноза се поставува врз основа на добра земена анамнеза и добар клинички преглед. Кога ќе ви каже пациентот што се случува и како тоа го доживува, веќе и добро знаете. Но честа појава. Секојдневно честа појава и тоа неколку прсти од едната и неколку прсти знае од другата. Затоа што пак ќе кажам жена ни се вклучи, нели, на вистина е многу почесто во женската популација, затоа што работиме освен секој што е нели во професионалниот домен, дома повторно имаме домашни обврски, тука се тие фини движења на сецкање, на миење, на готвење, кои што допринесуваат и како да дојде до воспалување на тие структури, тоа се тетивите за флексија, односно свиткување. Добро утро и за следниот гледач. Повелете, ве слушаме и вас. Добро утро. Добро утро. Поздрав до водителката и до докторката. Да, ви благодариме. Јас имам проблем со десната шака. И тоа не со сите прсти, само со средниот прст. Кога мерувам, не ме боле ништо, али не може да го исправам, не може да го испијам. И средниот прст, дека што почнува таму и како потечено да ми е, фанам на другата шака, нема ништо, а таа десната потечено и болки, не може ни да го исправам, не може да го свијам. И така кога го гледам и како сака да се искриве. Добро, ви благодариме и ве внимателно слушнете кој ќе биде советот. Сите се овие работи за кои што зборуваме утро. Последните 20 пациенти имаат истата дијагноза. Во симптоматологијата што ни опиша последниот гледач, спомена и оток. Токму така. А јас за да вака сликовито доловам што всушност се случува, велам поминува река, а реката поминува, нели, имаме мост. Па така реката е тетивата, а овој мостот што е всушност се наоѓа на самата тетива и кога е воспален, отокот што го чувствува, да, токму така, и веќе на својот пат тетивата како сајла е. Таа треба да има еден лизгав пот за да може да се движи. Меѓутоа кога имаме воспаление, тој простор, тој пат е стеснат, таа нема каде да се движи и тука доаѓа до вклештување и свиткување кое што го кажува во еден прст, веројатно прави некои движења кои што го иритира тоа подршје токму таму. Ни се вклучи и маж, така да, значи, ова се случува и кај жените, кај мажите, тоа се најчесто флексорите и тоа се тетивите за свиткување на прстите што ни овозможуваат таа функција. Така. И овде решението е тоа кое што нели го споменуваме кажавме со еден добар клинички преглед, повелете во ортомедика, ќе ве прегледаме, ќе си закажете термин секако и потоа ќе пристапиме кон третманот кој што е така наречена иглеста тенотомија,
односно се служиме со една интересна техника, каде што наместо скалпер, јас често пат велам, моето најголемо оружје се мали иглички. Нема скалпер, нема нож, тоа значи нема рез, нема конци, нема преврски. После самата интервенција, отредента веќе може да се вратат на секојдневниот живот што го имале и претходно. И онаму каде што има и свиткување, и скривување, и кај Дипитреновата, и кај Карпал тунел, се решава во моментот проблемот? Секако дека се решава. Убаво спомена Дипитрен. И кај Дипитренот имаме свиткување на прстот, меѓутоа разликата е помеѓу воспалението на флексурната тетива и на Дипитренот тоа што кај Дипитренот самото свиткување го прават едни фиброзни формации, неквалитетни, можеме да видиме, има фотографии, одат инсерти, ова се наши пациенти. Тука може да се види сликовите како изгледа Карпал тунелот за кој што зборевме, еве го Дипитренот, ова е после интервенција, така да не се гледаат веќе тие фиброзни траки, ова е веднаш после интервенција. Значи доаѓаат во еден тежок стадиум, свиткано, така сега веќе исправено. Дури во ваква ситуација доаѓаат во последниот 4-ти стадиум, но кај Дипитренот за разлика од воспалението на тетивите имаме фиброзни кордови, траки, ригидни кои што присилно го виткаат прстот навнатре со неможност, значи тоа е неволно, со неможност, еве можеме да видиме овој 4-ти стадиум, да предизвикаме се тие тешки стадиуми, токму со нив и го освојуваме првото место во светот 2023 година. Ретко во светот, само 4 центри се занимаваат со оваа техника, но четвртиот, овој најтежок што ја видовме, една од фотографиите, ги има многу, ќе ги погледнеме во текот на емисијата, речи си и ниту еден центар не се нафаќа, вршат ампутација или отстранување на прстот, биејќи што може да видите нема простор за да почнеш со самата техника, каде да се почне. Меѓутоа ентузијастички пристап беше, веќе 10 години ја работиме техниката. Првото место го освоив за 8 годишна клиничка студија за резултатите и навистина сум горда што ние вака дека секогаш убави емоции навираат, така кога ќе се сетите на тоа. Од една мала земја покажавме дека не само рамо, колку рамо, туку дека сме најдобри во целиот свет. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Рекламите ги вклучуваме и следните двајца гледачи. Во интерес на времето само ќе ве замолам ако може пократко за да го добиете советот и препораката. Добро утро, повелете. Добро утро. Имам 77 години. Така. Имам проблем со вратната кичма, спондилоза на вратна кичма, меѓутоа подносливото беше во последно време имам проблем со рацете, трнење, ноќе поготово. Не можам да отворам пегла, например, стисокот ми е намален и прилично болки во плешките и рамената и рацете целосно. Двете раце, поготово левата, дури телефонот не можам да го држам. Сте направиле преглед, проверка досега? Конкретно за ова за кое што се жали? Единствено само дека имам спондилоза на вратна кичма. Добро. Друго немам направено, други. Доволно е ова што ни го кажа, мило што се така вклучи гледачката. Во текот на разговорот споменавме дека карпал тунел синдромот може да биде сам за себе, како последица на механичка причина, но и дел од повеќе групи на други заболувања. Па токму една од најчестите е луѓето кои што имаат проблем со вратниот трбет, како што се вклучи гледачката. Да ги споменеме другите, значи тоа е диабетес мелитус или шеќерната болест, исто така луѓето кои што се на диализа и реуматидниот артрит. Тоа се 4 состојби кои што знаат како секундарна причина да доведат до карпал тунел синдромот. Токму тие парестезии, трпки мравки, чувството на намалена мускулна сила се дел од симптоматологијата која што е за карпал тунел синдром. Секако дека може пациентката да дојде кај нас во ортометика и да ги направиме потребните испитувања пред да се пристапи кон третманот за кој што кажавме, да дел инсертите се гледа и самата интервенција, таа и во почетната и средната и крајната фаза се применуваат и таа интервенција која што ги охрабрува, затоа што знаете како ова не секој сака да влезе во самата болничка установа,
Станува збор значи за интервенција која што се работи, доаѓаат и си заминуваат за 1 час, така да нема дополнителен стрес и страф од прием во болница, нема конци, нема сечење, нема скалпер, нема преврски. Така. Опоравувањето е така многу побрзо, многу полесно. Кога ќе ги слушнете убавите коментари после интервенцијата, навистина сте пресрекни што тие луѓе имаат сега квалитетен живот, често пати знаат да кажат сега спијам после толку и толку години, работам се што не сум можел, значи подолго време, и секако живот со болка не е живот, квалитетот на живот е да имаме живот без болка. Така, раната диагноза и соодветниот третман ја враќа функцијата и ја одстранува болката. Тоа Тоа значи. Да го слушнеме и последниот гледач. Добро утро и за вас. Повелете. Добро утро, дали се слушаме? Ке го намалите тонот на телевизорот за да можеме убаво да го чуеме вашето прашање. Јас се веќе се обидам уште еднаш, бидејќи сме веќе на крајот на емисијата. Добро утро. Се исклучи гледачот. Доктор Синоличка, немаме доволно време, ама барем да споменеме и за ризартрозата или артроза на палецот. Зошто палецот страда тука? Многу често заболување, пациентите не знаат што им се случува, но симптомите се јавува болка во пределот на коренот на палецот, а палецот има улога или функција, 40% од се што работиме отпаѓа на палецот. Тие стануваат буквално лимитирани секојдневно да обавуваат едноставни работи. Тоа е така наречена ризартроза или најчестата артроза во предел на шаката, во пределот на самиот палец. Токму тука се наоѓа таа болка, впрочем со текот на годините доаѓа до пропаѓање на самата рскавица, која што од исклучително значење за да ги амортизира, таа служи како амортизер на притисоците и ударите, а од друга страна, значи по самиот состав таа треба да биде еластична и да овозможи движење. Како процесот напредува, доаѓа и до воспалување, и ова заболување има 4 фази, така да советувам во раните стадиуми за да тие не се измачуваат. За мене не е проблем, но не сакам тие да ја трпат болката долго. Штом почувствуваат дека се случува нешто, дека има болка, дека не може да работат. Обично тоа навистина се кај жената е 6 пати дури почеста, кај женската популација, и жените нормално сакаат да го отват, да месат, и тука веќе ги чувствуваат тие проблеми дека болката е секојдневна, таа не се повлекува, станува константна и живеат навистина еден живот со болка. Нема потреба јас да ги охрабриме сега вака повеќе женска популација околу ризартрозата, дека секако има решение за овој проблем на еден неинвазивен, минимално инвазивна хирургија, тоа се пристапи каде што не користиме нож, нема скалпер, нема рез, нема конци, веќе може да се мијат од следниот ден и нормално да ги следат на пацијата, бидејќи успехот е заеднички. Ако не сме тим, нема да имаме успех. Може ли да се врати некоја од овие состојби и веќе по преземената и направената интервенција? Немам такво искуство. За одредени заболувања на светско ниво постои процент на рецидив, но ние можеме со гордост да кажеме дека во нашата земја немаме рецидив ниту на дипитрен, иако 30% е статистички во светот. И навистина сум и горда и среќна поради тоа. За другите заболувања, значи доволен само еден третман, по кој пациентот веќе ќе ги изгуби сите тие и болка, и трнење, и проблеми во секојдневието. Така, ќе продолжи да си функционира онака како што било така. И претходно. Тоа е целта, нели така? Тоа е целта, да. Ви благодарам за гостувањето, верувам и знам дека ќе имаме и следни прилики да зборуваме токму на оваа тема и да охрабриме многумина уште при првата симптоматологија или промени кои што ќе ги почувствуваат да се обратат на лекар. Мене искрено ми беше задоволство. Благодарам уште еднаш, а благодарност и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.